Иако владата донесе мерки за штедење поради енергетската и воената криза од војната во Украина, функционерите досега не покажаа кооперативност и разбирање за состојбата. Од нив државата до 21 март очекуваше извештај како ќе заштедат 10% од парите кои ги имаат за трошење во ставката стоки и услуги, која во буџетот тежи 327 милиони евра. Со други зборови, од нив владата побара институциите да се откажат од 32,7 милиони евра. Еден месец по истекувањето на рокот до Министерството за финансии стигнале известување дека тие можат да заштедат само 6 милиони евра. Согласно досегашните обработени податоци од доставените предлози за рационализација на трошоците, вкупните заштеди би изнесувале 363 милиони денари, односно 5 милиони 902.439 евра. Откако ќе се обработат податоците од сите буџетски корисници, ќе известиме јавноста за вкупните заштеди остварени со одлуката за штедење со антикризните мерки. Велат од Министерството за финансии. Од ресорот финансии нема одговор колкав процент од податоците се обработени во меѓувреме и што со оние функционери и институции кои нема да поднесат извештај за штедење. Од тука, прашањето е дали воопшто поедини функционери и имаат намера да штедат. Освен државните јавни предпријатија, со препорака за штедење беа задолжени јавните локални предпријатија и општините. Дали тие ги слушнаа и применија препораките? Со оглед да следи целата ситуација со енергетската и економската криза и согласно предвидите на сметките на буџетот, си ги планира сите расходи на месечна ниво. Така да и покрај препораките ни и претходно и поната и во моментот и година ќе се носиме согласно приходната страна на буџетот и нејзините приливи за да можеме да ги планираме расходните ставки од проектираниот буџет. Парите кои едните и другите требаше да ги заштедат се однесуваа за штедење и рационализација на сите буџетски корисници и правни лица, основани од државата, за 50% да ги намалат расходите за репрезентација, спонзорства и реклами, како и користење на службените возила задолжително, но и значително да се намали бројот на членови на делегации при патување во странство. Јавните предпријатија и акционерските друштва во државна сопственост требаше да ги намалат теховните расходи за 15% и за тоа да ја известат владата во рок од 15 дена. Досега ефектите се споменатите едва и 10%.